Почитувани YouTube пријатели, сречно ве поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот од овде од Сиднеј, од далечната Австралија. Денеска од местото овде Бондај, значи ова е иконската плажа, иконското место овде во Сиднеј. Значи од ова страна се рестораните, главната улица во Бондај. И од другата страна е веќе главната плажа. Само да видиме колку пари ќе ни земат онде за паркинг сега. Значи прво не впишуваш таблицата, искаш карта и вели само да појачаме ова пошто за 7 минути, ајде тоа е едно 40 минути, за 40 минути бара $5. Тоа е тоа. Не е многу скапо. Сега ќе се спуштам долу до плажата и да ви снимам што точно се дешава овде во Бондај Сиднеј. Инаку таков ми е денот обично секој ден, значи ако со шетање ваму таму, ако се најдем на некој место што мислам дека може да биде интересно за луѓето и сакам да ви снимам да видите како изгледа овде едно, и не само едно обично место, туку едно од најпосетените места во Австралија. Значи ова е најпознатата австралиска плажа. И само да се осигурам дека е заклучена колата. Значи не само што е најпосетеното место во Сиднеј, туку најпосетената локација во целата Австралија. Значи ова ви исто како да одите во Битола да не сте ошли на широк сокак. Ево овде некои требници. Тоа не е баш многу денеска, баш пренатрупано со луѓе, пошто сме сред недела, а иначе кога ќе дојде викенд, сабота, недела и плюс ако е нарочито времето убаво, ова е веќе пренатрупано со луѓе. Значи и овие тревници овде и долу самата плажа. Ево некој споменик за некој спасувач. Инаку веќе кога сме кај спасувачките екипи, се вели дека од овде, значи баш од ова место потекнува најстариот спасувачки клуб во светот. Ако добро се сеќавам, од поранаш имам нешто така читано на интернет, мислам дека станува збор за 1907 година. Значи негде повеќе од 100 години, може да е овој клуб. Значи Австралија има една од најдолгите традиции за спасувачки клубови во светот. Било кое време од денот да биде, плажата тука е полна. Зборам за летниот период, исто така и за зимскиот, може да не баш она полна, али кога и да поминам зимно време, значи немам поминат овде да нема буквално човек на плажата. Значи, од другата страна се рестораните, ако му треба на луѓето да одат да каснат нешто, да земат кафе, да се напијат. А од ова страна тука е главната плажа, што ете колку е долго, отприлика, не знам, можда 500 метра, и се смета за најпопуларната плажа овде во Сиднеј. Не само Сиднеј, кој што спомнав, во целата Австралија. Сега на другата страна таму е еден исто така од, да кажам, најименентните под ова ресторани овде во Сиднеј. И луѓето кои сака да го посетат овој ресторан, значи мора да направат задолжителна резервација. Под тој ресторан, има пред некој време снимено, се наоѓа еден базен кој се полни директно од
од океанската вода. Сега ќе пробам малку да се спуштам од озгора и да ви кажам како изгледа Бондеј плажата од поблиску. Само да завртам еден круг околу паркинг. Сега јас платив во среда околу $5 за 40 минути, што ќе ми биде доволно да го снимам ова видео. Можда да е поскап долар 2, 3, 5 за време на викенди, али не е ништо опасно. Сега има една интересна работа за луѓето кои идат прв пат овде, значи може да се деси, например, и времето да не е добро, али луѓето сепак да изразат желба да ја видат ова најпосетена плажа во Австралија. Откако ќе се разгледа плажата, ако му досади на луѓето, можат да одат на едно пешачење, значи тоа пешачење тргнува од тука, другиот крај на тој ресторан кој го спомнав и оди од околниот на тој тамурит, има посебна патека која луѓето се движат кон наредната соседната плажа наречена Бронтија. Сега тоа пешачење јас отприлика кои ќе дојдат луѓе например од Македонија, стално или гости кои имам од Македонија, обично одиме на таа патека, значи од тука прво ќе дојдеме овде во Бондеј, ќе разгледаме наоколу и после од тука значи по овој пат обично ги носам гостите од Македонија, одиме преку таа патека, значи до наредната населба Бронти, и таму исто така има атрактивна добра плажа и зема негде отприлика 25 до 30 минути она лесно пешачење, значи кое може да го издржат да кажем луѓе во години. И интересното е што може да има имате еден преубав поглед од страната на океанот. Едно од разликите кои може да се примети на австралиските плажи, што мене лично ми беше чудно кога дојдов во Австралија, гледате дека нема лежалки како кај нас. Например, ова во Охрид, во нашите езера во Македонија, плажите се преплавени со лежалки, овде такво нешто не постои. Кафичи, дискотеки, истото го нема на песокта. Доколку треба да се излезе од плажата, да се оди на ручек или на пијачка, на било шо, треба да се скачат луѓето, значи горе баш таму кај што снимав горе кај рестораните. И овде има некој ресторан гледам и неколку места да човек купи нешто, значи се најдува на името му е Бондеј павилјон. Значи овие градби се многу стари, можда по моја процента околу над 100 и кусур години. На ова место плажата секогаш постоела, само различни генерации, различни луѓе. И ова плажа сносува една голема историја. Знаеш, јас гледав пред едно време, имаше некој изваено на Facebook како луѓето изгледале во Австралија по плажите пред едно 100 и кусур години, и може да ги имате и вие видено, скрос облечени од глава до петици, по костуми. Многу интересно за разлика од 2025 година и Бог знае како изгледа ова плажа по 100 години. Нема да влезам натре во песоката, пошто сум моментално почевли, али се надевам дека може да видите отприлика за точно што станува збор. Значи ова е најпосетената плажа најпосетеното место, не само плажа, најпосетеното место во цела Австралија.
како и секое друго место во светот, организират концерти, може да се десат, затоа викам претежно млади луѓе. Може и некои манифестации, има една годишна трка на сурфери, се вика City to Surf, значи секоја година се одржува и има сурфери и тркачи, да кажам, од целиот свет. Значи луѓе патуват специјално само за да дојдат и да учествуваат на тој настан. Значи има една долга традиција на сурфање и сето тоа искористено како да се направи една манифестација на годишно ниво. Еве гледам дека полни локало, па ќе кажам во сред недела се дешава ова, али ова е едно местенце кое мислам дека е активно со луѓе 24 сати во денот, особено во тие летни жешки денови. Моментално сме 12 февруар, значи кон крајот, значи кон залезот на летото, али сепак овде во Сиднеј моментално е се уште многу жешко. Значи денеска температурата е околу 27-28 степени и доста спарно. За време на викендите, сабота, недела, сум сигурен дека овде може да слушнете и македонски да се збора. Сега некој ме праша во прошлите видеа од кај потекнува името Бондеј. Сега колку е точно не знам, али мислам дека се работи за абориджинско име, за Бондеј. Сега пак ќе кажам колку е автентичноста на исказот коректно и точно, не сум сигурен, ли не да прочитав дека Бондеј е на тој абориджински, на автохтон јазик, значи бучни бранови, нешто што прегалама, што тотално се совпаѓа со вечната атмосфера. Така да, доколку сте во Сиднеј, не пропуштете да му кажете на луѓето на кои им доаѓате на гости да донесат овде на плажата Бондеј и сигурно нема да зажалите. Од друга страна, кој ќе се деси да имам гости, многу пати започнуваме, ова ако гледате географски на картата, се наоѓа негде на источниот дел на Сиднеј и негде ако треба да излеземе со гости да прошетаме, значи почнуваме негде од да кажем југоисточниот дел на Сиднеј, значи источниот дел на Сиднеј излегва на вода, значи од југоисточниот па се нагоре до северно-источниот дел, значи сите тие плажи возиме со кола, седнеме ќе може да се напиеме кафе, да каснеме нешто и така ни врви денот. Мислам дека една одлична тура да се направи ако баш немате идеја како да го искористите времето со вашите блиски кои идете од Македонија, сакате да ги прошетате овде во Сиднеј. Тоа е то, ова е таа светски позната туристичка дестинација Бондеј во Сиднеј. Ако нешто ви интересира, слободно напишете долу во коментарите или доколку имате места кои може да ве заинтересираат за во Сиднеј, слободно напишете и доколку се најдам околу тие места или баш ви интересира некое специфично место, ќе се обидам да ви го снимам и да го видите. Поздрав и се најдобро!